Секој кој што сгрешил пред законот, ако евентуално сгрешил, треба да одговара и тоа, точка. Не очекувам некакви спектакли од тоа, така да лошо кога луѓето бегаат од правдата. Баш по школски буквар го исполнува условот дека некој дека треба да му се определи мерка притвор бидејќи истиот се дал во бегство. И Дуи отиде во опозиција. И тоа е добро за државата, за албанците, за Дуи. Видете, им требаше и на нив период да бидат во опозиција за да се реформира. Господинот Мицковски оди на доминација на македонците во владата, маргинализирање тотално на албанските представници. Дали е сега безбеден кај што се наоѓа во својот дом? Па сигурно во притвор. Обвинителот кој што ќе дојде треба да ги ревидира овој начин на работење. И така некаде 20 на 21 година кога имав, ако не се лажам, стигна во 10 најдобри пианисти во Европа. Музиката е голем дел од нашиот живот, но не е единствен дел. Нели, моето семејство е како и секое друго семејство. Имаме на дневен ред многу нешта кои што ни се важни. Добро дојдовте во новото издание на ТВ-магазинот Трилинг. Страф од избеганиот груби. Магла од враќањето на поранешниот висок партиски функционер на интегративците и најблизок соработник на Али Ахмети. По подолга медиумска абстиненција во Трилинг гостин е Арбен Таравари. Добро дојдовте, господине Таравари. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Колку враќањето на Артан Груби ќе предизвика политички потрес во државата? Не верувам дека враќањето на Груби би било некаков потрес, коинциденција или случајност. 2021 во ист датум 23 февруари се врати Мијалков. Истиот ден, после 5 години, 2026, исто 23 февруари, се врати Артан Груби. Јас се коректно, мислам добро што се јави таму кај што треба да се јави, во судот и во обвинителството. Се надевам дека ќе има транспарентна и транспарентен и правичен судски процес. Секој кој што сгрешил пред законот, ако евентуално сгрешил, треба да одговара и тоа, точка. Не очекувам некакви спектакли од тоа, така да лошо кога луѓето бегаат од правдата и добро е кога ќе излезат пред нив и може да испадне и да биде невин. Ако е виновен, треба да одговара и точка. Имајќи во предвид дека Груби на граничниот премин веќе беше пречекан, имаше медиуми, големо обезбедување, дури се појави со насмевка. Дали може би препознавате политички дил помеѓу Артан Груби, Дуи и актуелната власт? Не би сакал да влезам во конспирации, меѓутоа битно е дека господинот Груби сега ќе се појави во судски процес и треба да одговара или да ја докаже својата невинност. Не би сакал да влегувам во конспирации, дали е договорено, дали има позади неговото доаѓање некаков договор меѓу некои центри на моќ или некои политичари во Македонија. Времето ќе покаже. Најверојатно времето ќе покаже. Јас велам само дека добро е што се врати и добро е што... Не ви е помалку индикативно, 14 месеци не беше во земјата и потоа се носи одлука од страна на обвинителството за куќен притвор. Видете, тоа е чудно. Дефинитивно е чудно дека после 14 месеци бегство од Македонија одма обвинителството, меѓутоа и тоа што читам, не знам колку е точно тоа, дека и МВР, оделение од МВР и АНБ дали дека он треба да не е безбеден во затворот и е пуштен во домашен притвор. Меѓутоа, повторно, не би навлегол во тоа. Очекувам дека ќе има транспарентен и правичен. Дали Груби оди Курбан за да се заштити Али Ахмети и она крило кое на некој начин беше секогаш контра и често се конфронтираше со еден од најблиските соработници на Ахмети?
Видете, тоа се внатрешни превирања или случувања во ДУИ. Ја не би сакал во тоа да навлегувам. Знам дека ние порано и сега сме го критикувале многу Артан Груби за тоа како владееше и како се однесуваше генерално и за тие односи што беа во владата 2020-2024. Тоа се веќе внатре-партиски превирања и односно случувања во ДУИ кои што не би сакал ни да ги коментирам. Сметате ли дека после враќањето на Груби на сцена ќе настане уствари раскол кај интегративците? Видете, раскол кај интегративците настана кога господинот Меджити отиде, излезе како фракција. Тоа беше крај на 2023, почеток на 2024 година. И после тоа реално имаше одреден проток на луѓе кои што посебно после изборите од 8 мај 2024 година, кои што од ДУИ отидоа према демократското движење. Сега дали би имало и други случувања внатре во ДУИ, не можам да предвидам и реално и немам информации. Сепак ние сме друга партија, тие се друга партија, така не можам да предвидам и да знам сигурно. Влен е неодржлив проект. Не случајно ја во почеток верував во тој проект и како Алијанса за албанците се приклучивме и од лен станаа влен. И земавме 107.000 албански гласови. Без министри, без вработувања, без директори, без заменици министри. 107.000 гласови. Тоа беше на 8 мај 2024 година. Сега, со целата поддршка од владата, влен на овие избори во советнички листи, тоа се гласовите на партиите, земаа 91.000, значи 16.000 гласови помалку од колку кога бевме во опозиција. Нели, првите 2 години се очекува во секоја партија кога ќе биде во власта да порасне поддршката. Сега имаат 6 министри, 7 заменици министри, околу 200 директори, вработувања, имаат пат на гласови. Не ова фрагментирање само Арбен Фетај не збори со Азер Алију. Двајца што беа членови порано на Алијанса за албанците. Истото имате во БЕС. Фатмир Лимани е во едната страна, Аднан Азизи во другата, Билал Касами во третата страна. Исто имате во демократското движење на Изет Меджити. Значи, и таму има поделби. Денешна временска гледна точка сгрешивте при вашите политички амбиции. Игравте со вреди, бевте со вреди, пативте, му се придруживте на Али Ахмети и на крај како да останавте сам. Не сме останале, видете, не сме останале воопшто сами. Јас сум многу горд дека 2024 ја формиравме влен и успеавме ДУИ да ја однесеме во опозиција. Тоа беше огромен успех. Се разбереме, 107.000 гласови без никакви привилегии, без никаква власт, тоа е огромна работа. И ДУИ отиде во опозиција. И тоа е добро за државата, за албанците, за ДУИ. Видете, им требаше и на нив период да бидат во опозиција за да се реформираат. Сега веќе гледам нови имиња, одредени стари кадри веќе се дистанцираат или се надвор од структурите на партијата. Значи, направивме добра работа. Сега, дали добро направивме што отидовме од влен? Според мене, апсолутно добро. Штом еден проект гледате дека не е одржлив, не е функционален, туку таму работите се случуваат кој како ќе успее да се пробие, нема центар на, да речам, или раководство на таа коалиција, туку спонтано, хаотично се движи. Сметате ли дека долгорочно вреди нема да обстои на политичка сцена? Апсолутно не. Ете, оваа се снима, оваа емисија, понатаму можда и ќе се прават анализи. Јас ви кажувам од внатре, ја гледав дека таму не функционира.
Дури Алијанса за албанците по сите анкети, јас ви кажувам овде ова некаде во март, Алијанса за албанците од вкупно вреди ако беше 7,8 поддршка во народот, 4,8 беше Алијанса за албанците. Значи, повеќе од половина од тоа што вреди имаше поддршка кај граѓаните. Меѓутоа, премиерот Мицковски успеа да ги одржи и ја велам, без да ги пегла тој еднаш на 2 недели, 3 недели, тие би се распаднале кога би ги пуштил сами да пливаат, би се распаднале за 10 дена, не повеќе. Меѓутоа, на премиерот му одговара, дефинитивно му одговара, ги фрагментира, ги има, колку да рече дека ете има и албанци представници во владата. Кредибилитет веќе немаат никаков кредибилитет во албанското население, нели? Тие партии претендираат да земаат гласови и поддршка од албанските гласачи генерално. Не велам дека и други народи кои што живеат во Македонија не гласаат одредена опција, така да според мене апсолутно е неодржлив проект. Може да се спојат две партии од таму, меѓутоа сите овие 7-8 фрагменти нема шанси. Како го оценувате функционирањето на владината коалиција ВМРО, ДПМН и Вреди? Видете, да бидеме искрени, секаде го кажувам ова и повторно ќе го нагласам, дали ќе има предвремени избори зависи само од ВМРО, ДПМН, од никого друг. Бидејќи имаат 58 пратеници и за да се распушти парламентот треба да изгласаат 61 пратеник. Нормално е опозицијата, посебно албанската, која што по сите анкети е многу понапред од позицијските партии, од владините партии албански, нормално е да побара да има предвремени избори. Господинот Мицковски оди на доминација на македонците во владата, маргинализирање тотално на албанските представници, нешто слично што Дуи правеше на СДСМ. Слична беше ситуацијата. Доминација на Дуи, зборам за периодот 2020-2024, иако Дуи немаше ваква моќ. Меѓутоа, некако се обидува се да биде под нивна контрола, што подоцна им се врати бумеранг. Значи, сите македонци гласаа против СДСМ, затоа што им попушта многу на Дуи. Сега сличен феномен, иако македонската опозиција за жал едвај закрепнува и едвај преживува, јас се надевам дека ќе имаат подобри денови во идниот период за да се рехабилитираат. Мислам дека и ова што се случува во македонскиот блок ќе има контраефект према партиите кои што се во власт. Албанските партии зборувам, и со тоа било кога да се одржат избори. Ја ви гарантирам дека повторно огромна ќе биде разликата меѓу албанската опозиција и тие партии што се на власт. Дури тие кај албанците веќе не се доживуваат ни достоинствено. Се доживуваат како вазали, се доживуваат како луѓе кои што по секоја цена се делат, се караат. Многу лоша слика за Влен. Практично едно политичко мочуриште кое што кога ги гледаш од далеку ти доаѓа да викаш подобро да не се нарекувам политичар или да не бидам дел од ова што се случува со оваа група на луѓе. Следите тренинг, гостин во емисијата Арбен Таравари. Господин Таравари, Бадентер под лупа, балансерот се потиснува. Дали се вгнездува една српска антиалбанска политика со логиката и методите на албанците? Многу им е дадено. Дефинитивно да. Не е оваа моја констатација за српското влијание во Македонија. Господинот Љупчо Гергиевски кажуваше една анкета, не знам од кај му беше, дека кои се народи кои што највише не ги сакаат македонците во нашата држава, тие биле бугари, хрвати, па албанци. Значи бугари разбирам и има одреден анимозитет сега во периодов поради блокадите што ги прави Бугарија на Македонија. Меѓутоа хрватите зошто? Зошто македонците да ги мразат? Да не ги сакаат хрватите, кога Хрватска била една од попријателските држави за Македонија, земји кои што помагала. И таа логика на Србија не ги сака бугарите, не ги сака хрватите, не ги сака
и албанците, и ова е рефлексија и во Македонија. И за жал и ова докажува дека влијанието на Србија е огромно во Македонија. Не зборувам само за Бадинтер, генерално, ја кажа во една емисија за децентрализација, фискална децентрализација, и направија филм од тоа, одредени центри, политички центри, кои што... На каков општествен договор алудирате? Мора, видете, за оваа држава, која што е заедничка, оваа држава и моја, и на моите деца, и на сите кои што живееме тука. За да оваа држава да има добар економски развој, треба да има внатрешна стабилност. Мора да има внатрешна стабилност. Кој е начинот до таа внатрешна стабилност? Двата најголеми народи во Македонија се македонците и албанците. Сметате дека во моментот немаме политичка и безбедносна стабилност? Безбедноста не можам да кажам, не сум експерт. Меѓутоа политичка секако дека немаме. Додека и на македонска страна врие со национализам, и тоа веднаш причинува и од другата страна, семете ги и социјалните мрежи и секаде, и утринските програми, слушајте ги ако сакате, ќе видите дека од двете страни има страшно непријателство кое што е артифицијално. Луѓето, ако одите да ги прашате како живеете, едни со други добро живеат. Меѓутоа, политиката како да се обидува да тригерира неподносливост помеѓу двата поголеми народи. Денове изјавивте дека е неопходен нов општествен договор. Меѓу другото, цитирам, велите, главниот столб на нашата следна цел ќе биде децентрализација, фискална конфедерација. Ја, кога кажав децентрализација, фискална децентрализација за општините, кажав нешто што беше во Уставот од 1974 година. Ако одите да анализирате кога општините во Македонија највише се развиваа. Се развиваа после 1974 со тој устав. Таму еден од јазиците кои што се користеа во Македонија официјални беа македонски, албански и турски. И никому не му пречеше ова. Никому. Општини имавме 34 општини со добар буџет кои ги контролираа и болниците, и полицијата, и судовите. Значи, председател на суд го избира советот на општината. Директорот на болницата го избира советот на општината и градоначалникот. Македонија има над 10 општини кои што имаат помалку од 3000 граѓани, замислете. Македонија има уште 10 други општини кои што имаат помалку од 10.000 жители. Значи, што ни треба? Повеќето општини се неодржливи за развој. Да не зборуваме за просперитет на овие општини. Што ни треба? Ни треба еден договор, евентуално да се вратат 34 општини повторно во Македонија, фискална децентрализација, официализирање на двата јазици, што им пречи, што губат македонците, која 1974 било официјален јазик. Албанскиот, што им пречи сега? Зошто да оставиме вакви теми? И да се затворат одредени недоразбирања, а кога ќе има внатрешна стабилност, тоа е огромен потенцијал за да се развива државата. А со вакви теми, кои што ја разбирам, на одредени партии од власта им требаат. Кога има економска криза, кога има незадоволство на синдикатите, кога има незадоволство од студентите, отвараш ваква тема, пушташ низ етер и етер. Луѓето повеќе се занимаваат со ова, отколку со основните работи, а за мене најголем патриотизам за оваа држава е да има спокој, мир, економски развој и да бидеме дел од Европската унија. Господин Таравари, во емисијата доаѓате директно од клиника, дали тоа значи дека политички се пензионирате или пак можеби Таравари да биде идниот лидер на ДУИ? Не, ја не планирам. ДУИ е друга партија, Алијанса за албанците е друга партија. Јас, за разлика од повеќето политичари, например сега во Македонија, ќе ви кажам, имате заменик министер без диплома. Замислете. За кого зборувате? Ете, истражувајте како новинар, не би сакал имиња да кажам. Или имате министер на многу битен ресор со просечна оценка 6,2. Тоа значи се шески и една седмица.
Јас доаѓам во политиката како универзитетски професор од 2015-16 кога се вклучив. Бев доктор на науки од 2010 година, специјалист. Никогаш не престанав и кога бев градоначалник и кога бев министер, секоја среда ја прегледував пациенти. Земав слободен ден, па изработував сабота, недела, меѓутоа среда беше ден со пациенти. Јас се вратив во мојата професија, таму кај што најудобно се осеќам и најсуверено со моите пациенти и со нашите студенти, така да ќе останам во политиката додека дојде моментот таа новата генерација превземе и продолжи. Имаме доста добри кадри во Алијансата за албанците, така да не брзам, меѓутоа и размислувам за отварање на пат за помладите полека да ја развиваат партијата. Нели, и времињата се менуваат и секогаш освежувањата и добрите кадри кога ќе ги охрабриш и ќе им отвориш пат, размислуваат многу рационално и подобро. Ви благодарам за гостувањето и за интервјуто. Благодарам за можноста. Еве ово што го збориме денеска, овие непопуларни бидејќи и претходно кога кажав дека реакцијата на министерот е оправдана, кога имаме 2% и кога ги правиме сите тие измени на закони, сакаме на некој начин да подигнеме довербата. Со овие постапки на поединечни, довербата само се губи.